Но ние продолжуваме со нашиот гостин во студиото. Со мене денес овдека е Зоран Крстевски. Се извинам, Костовски. Да. Зоран, се извинам, ние се знаеме 3-40 години, ама презимињава се мешаат. Да. Зоран Костовски, кога иначе го викавме Шваца, не знам дали уште тоа. Те уште ме препознават по тоа, по Петар Шваца. Зоран Костовски е собственик на телевизиска продукција која се вика Мариова филм, да. И која што во последните 20 на години, Зоран, или повеќе, 20 на години. Значи вака, пред се благодарам што ме поканивте да бидам гостин во телевизијата Еден ТВ и пред се да ги поздравам моите соселани, кои што јас патувам со меѓу нив веќе 28 години, почнувајќи од далечната 1990 година, па со ден денешен, а продукцијата Мариова филм постои 5 години, како еден сублимант на тие 20 години кои што... Значи Зоран патува и снима документарци за македонските села. И тоа заборавени македонски села. Така е, серијалот и се вика Заборавени. Зоране, колку такви документарци, јас само да ја замолам режијата, дека имаме разноразни инсерти од серијата, па може додека разговараме да бидат слободни да пуштат нешто тие инсерти, тие ќе бидат без тон, но ќе бидат убава подлога за ова што ќе го разговараме. Колку документарци се досега снимени и воопшто што е описот на целиот тој голем зафат? Значи вака, за овие 28 години имам направено некаде преку 400 документарни патеписни емисии, од кои што во последниве 5 години некаде околу 230 патеписни репортажи, а не броејќи ги небројните прилози кои што ги кратки репортажи кои што ги дава во македонска телевизија, во Еден телевизија, кои што и ги пишува и во весниците Време, во Агробизнисот, во весникот Бизнис. И така да еден сублимат, значи реков некаде околу 700 заборавени села од ширум Македонија. Зоран е денеска еден од најголемите експерти за селата во Македонија. Знаете што, не би рекол експерт, меѓутоа добар познавач. Што затекувате кога одите на терен? Што се случува со нашите македонски села, низ цела Македонија претпоставувам? Емотивно, веќе емоциите кај мене навираат со ова прашање. Нашите села македонски се празни. Во нашите села македонски нема джагор на деца, нема крштевки, нема свадби. Во нашите села македонски останати се само старците над 80 години, кои што веќе го чекаат тој дел од животот каде што ќе заминат. Колку села вкупно има според вашата проценка Македонија? Според мојата евиденција до сегашна имаме 1984 села. Официјалните податоци велат нешто помалку. Меѓутоа, според податокот што го водеше познатиот антрополог и географ не само во Македонија, туку и не само во балканските простори, туку широм светот, доктор Митко Панов, кај него има 1740 села. Таа разлика е направена затоа што денеска постојат села како што се Ропотово и Жабјани, се во едно, и се заведени како едно село, или еве овдека во градот во Скопје селото Влаје, селото Тарталиџе, веќе тие се градски населби и не гравитираат во руралните региони во Македонија, каде што спаѓаат сите наши села. Кој е најголемото село што е денеска во Македонија? Значи вака едно, ако гледаме според Атаро, според овие катастарски документи, најголемо село во Македонија е селото Кривогаштани. Кривогаштани Прилепско. Прилепско, да. Меѓутоа ова е едно од поголемите села според население во минатото. Во минатото, ајде ќе го илустрирам моето село Рилево, кој што во Рилево исто така Прилепско, кој што во 1971 година имаше 160 куќи, 1760 жители, второ село по големина после Кривогаштани, каде тоа имаше некаде околу 2500 жители, зборувам некаде пред 50 години, односно пред точно по 50 години, а денеска моето село има 160 куќи, која е празна, која е падната, која е на паѓање и само 30 жители. Тоа е на патот кога ќе тргнете на македонски брод од Прилеп, плодна рамница натаму северниот дел на Пелагонија, денеска припаѓа на Довданската општина, на 25 километри од Прилеп, десно од Ропотово. Ете за една мала илустрација да го спознат кај се наоѓа во непосредна близина на Зрзевскиот манастир. Зоран, денеска кога патувате низ овие географски широчини рурални на Македонија, Предпоставувам дека кога ќе дојдете во селата на се и се што сте сведок, знам дека одите од погреби до венчевки, крштевки, ако такви нешто и има, а негдека сте и кум по потреба, па и што се не друго.
За жал многу поретко за крштевки. Да, венчавки и крштевки. Многу повеќе за параслоси и за погреби. Ми се случи некаде пред 10 години, патувавме со мојот колега Лука Суша во едно убаво живописно село, селото Беловодица, кое што се наоѓа веднаш под превојот Плетвар, непосредно до селото Плетвар, и дојдовме овој да снимаме. Кога влеговме пред селото, патот се делеше во две насоки. Додека се двумевме кој правец да го кој пат да го фатите. Да, фатиме за да стасаме на овој на селото, излезе една бабичка и рече: "Што толку рано дојдовте?" Мојот колега Лука Суша носеше брада и денеска носи, мислејќи дека е свештеникот, рече: "Што барате толку рано? Покојниот не е донесен." И веќе знаевме каде родиме и кога отидовме тамо, имаше 10 селани, тие што бе престаратите, и ние им помогнавме. Дори бевме тука и кога се овој покојникот беше погребан и се напивме и чашка раки за душа. Каснаме овој малце лепче за душа и така. А ние продолжуваме со нашиот гостин Зоран Костевски. Зоран, значи, се работи за серија од документарци посветени на македонските села. Добро, кои се главните, да кажем, социјални мрежи што се останати во денеска во селата? Да речеме црквата, па и муслиманската, и христијанската, и православната, и муслиманската црква. Дали се тие, дали се активни џамиите во која состојба се, црквите во која состојба се? Значи вака едно. Основата на секој народ кој што живее, било христијанското, било со муслиманска вероисповест, е црквата и џамиите. Кај ние, за жал, во нашите села црквите се останати сами на себе си, како што и самите знаете, знаеме сите дека се множна стари, градени се во пред и во 1345 година, да речеме. Некои од нив се со повеќе стотици години, но меѓутоа се останати сами на себе си, никој не ги одржува, така речено. Музеите во Македонија, ама баш да речем, не се заинтересирани. Оние села кои што се тука, ова селани кои што живеат, немаат средства, немаат пари, ги одржуваат онака како што може, така речено, ќе бидат задоволни ако сменат, да речеме, некој герамида и така. Меѓутоа сум патувал во сите села во Македонија и кај во нашите моите соселани и со исламска вероисповест, како што е во Лабуништа, како што е во Зајас, како што се сите кичевски села, стручки села, или па во центар Жупа, во селото Броштица, имаше една црква која што беше, значи, останати само темелите, обрастени со коро, со трева. Луѓето од Броштица ја направија, ја зоографиса и ја осветија. Исто така беа пред една неполна година во едно село Прилепско Лажани, каде што селото брои некаде околу 3000 жители. Големо село. Големо село, кој што има околу 200 жители македонци и другото се босанци, да, бошнаци, албанци, турци, македонци со исламска религија. И интересно, на таа слава на Свети Талалеј, паѓа секоја година на 2 јуни, никој не работеше. Сите славеа. Сите беа наоро, меѓутоа и сум присуствувал и на празниците за Бајрам, Курбан Бајрам, сите слават, и македонци, и албанци, и турци. Така е. Баклавите се убави за сите тоа. Точно така. Дома виткади. Да. Има ли попови и оџи доволно? Во овие села кај што живеат македонци и босанци, роми, албанци, турци, таму оџите се присутни, што се вика. Меѓутоа во нашите села поповите ги нема, за жал ги нема. Ја едно малце би дал една критика до нашава црква, пошто бовали че го малку поповите пребираат. Каде ќе одат, што ќе одат? Пошто вика, чек, меѓуто ми е празно, меѓутоа еве да речеме во Битолската епархија и во Прилевската епархија, таму има 45 села, има 4 попа, едниот живее во Тополчани, другиот живее во Битолиште, третиот живее во Демихисар. И замислете, кој ќе дојде време за крштевка, или не дај Боже, кој ќе дојде време за погреб. Ја мене ми се има случајно. Да, таа случка е многу занimљива. Да, мене ми се има случајно. Ја присуствував во на погреб на еден близок роднина и попо беше тука. Некаде околу 14 часот беше погребот, а во соседното село Строја имаше починато и требаше да оди попот
Тамо, да. И човекот, алал му вере што вика старите, се снајде современ телефон, завате на телефонот и се јави на луѓето што требаше да го погреба човекот и рече уклучи го слушај, ја ќе пеам. Звучникот уклучи го. Да, уклучи го, нека слушаат сите и лесна му земја. Ете и тоа се случува. Како е активна државата, Зоран, бидејќи имаш сепак долги години си по овие гудури и како да кажем? Трагично и жално ќе речем дека активноста е многу слаба. Особено во овие рурални предели во Македонија. Да, за тоа говориме, да. Значи. Многу малку. Во нашите села, значи, нема инфраструктура, основни услови за живење. Нашите села живеат од 19 век. Кај за жал ги нема старите занаети, посебно оној стар занает, по народски кажано тенекиџијата, односно лимарот, каде што и нема и лимено корито човек да се избања. Ќе дадам една мала илустрација, се она што ќе се направи и изгради е убаво, е добро. Меѓутоа, ете би зел еден пример, Скопје 2014. Направени се, потрошени се пари, не знам колку, меѓутоа како што слушам околу 700 милиони евра. Тие пари да беа вложени, ќе беа во селата? Во селата. Па според моја проценка некаде половината ќе беа за живеење, ќе наликуваа. Знам, Зоран, ама во селата нема доволно гласачи за да тие пари бидат вложени. Потполно се согласувам. Меѓутоа ќе ви кажам една друга работа. Кога има избори, трчаат и тројча оварчи го да гласаат, дури и не ги прашуваат. Ќе дојдат, ќе заведат и ќе заминат. Колку затворени куќи има во Македонија по селата? Според моја евиденција во Македонија има некаде околу 450.000 куќи од камен, со зидани направени, чардакли, со она стара македонска селска архитектура. Жално е што се празни, но меѓутоа па едно би рекол каменот што се зидани се уште трае, дождот, мразот, снегот и ветрот и маглата не може да ги рушат. Ама млади нема. За жал млади нема ни свадби, нема и Зоран, сега за жал луѓето сакаат да одат таму каде што подобро се живее. Тоа е веројатно некаква природна, да кажем, траекторија на движење. Ја би рекол вака дека она постојана миграција, било дневна, било затрајање за минување со векови. Така. Со векови. Македонија е традиционална. Да, дури печалбарска земја, да, од памтивека заминувале за подобар живот. За жал пред 40 години ода на печалба и да се вратат, денеска и не се враќаат, си ги земаат своите семејства, без разлика на кое е село, дали е село како што се да речеме, ајде од Охридско, од Гостиварско, од Тетовско, од Струмичко, фамилиите се изминуваат. Иако да речеме во Источна Македонија исто, јас знам во селата на моите родители, тоа е масовно заминато за Италија, за Ломбардија, за горе. Меѓутоа едно би рекол дека овие документарци кои што ги правам има и своја тежина, има своја историја. Користам покрај оние материјални артефакти, значи археолошки локалитети, имам и пишен документи. Еден од главните извори кои што ги користам е доктор Јован Трифуновски, кој што е роден во селото Вруток. Татко му живеел, и тој живееше до 1979 година, за жал почина, во Белград. Има материјал собрано за 5000 села во регионот Македонија, во Република Македонија, во Пиринска Македонија и Егејска, и голем дел од тој материјал, посебно за автоматското владење на овие простори, ги користам и ги фактографирам во тие документарни записи. Што ќе биде судбината на тие документарци, да завршиме со тоа? Каде ќе заврши сето тоа? Сега ги прикажуваш нека по некои помали телевизии и така натаму, но на крајот каде ќе заврши? Значи вака едно, јас моментално благодарен сум што ги имитувам на сателитскиот телевизиски канал ТВ на Австралија и на 8 регионални телевизии во Македонија. Таму се веројатно и прилично гледани, ако да ви кажам реално, дури кога дома ќе ми се јават, и разговорите ни траат и по 15 и 20 минути, би велат не се плаши, така речено, нема џоба да платиш, ние го паќаме разговор. Судбината на овие документарци, за жал, не само на овие документарци, туку и на целиот суров материјал што го имам. Имам и ВХС, имам и бета, имам значи тоа се треба да се дигитализира, да се чува. Ја неколку пати кога сум се сретнал со луѓе кои што се занимаваат со ова проблематика, сум им понудил, да речеме на Академијата на МАНУ,
да оварчи го да ги земат, да им ги предадам бесплатно, но да ми дадат да речеме една сатисфакција дека тоа јас сум ги направил. Едно пусулче дека... Што викаме ние по-народски, така да. Зоран Костевски, јас ти ви благодарам за гостувањето во Еден ТВ. Проектот е многу интересен, кој знае што ќе биде судбината македонските села, малку е тоа една природна приказна на успехот на некаква европеизација на земјава, сите сакаат да живеат во подобри услови, а во нашите села добри услови нема. Ви благодарам и уште една порака до сите мои соселани во Македонија, каде да се наоѓаат тие. Вратете се, дојдете во вашите родни места, дојдете во вашите огништа, расплантете го огнот, затоа што пубаво родно место од својот роден крај, каде што се родени вашите дедовци, баби, вашите родители, нема никаде побаво. Па можеби тој расплантен оган ќе привлече малку и селски туризам, па можеби така и ќе заживеат некои. Да се надаваме. Благодарам уште еднаш.